Благодарам, почитуван председателе, почитуван министер за правда, почитуван заменик министер за финансии, почитувани пратеници. Би сакал да кажам неколку работи во врска со иницијативата за уставни измени, но најпрвин пред да преминам на неколку од нив, ќе кажам дека аргументите на секој еден пратеник и присуството на секоја една политичка партија тука, без разлика дали се за или против оваа иницијатива за уставни измени, е знак на одговорност. Знам дека Демократската партија на албанците ќе има повеќе аргументи против. ВМРО ДПМН веројатно ќе има повеќе аргументи за оваа иницијатива. Пратениците од ДУИ ќе имаат повеќе аргументи за, но не е исклучено да имаат и аргументи против. Пратеничката од либералната партија ќе има одредени аргументи за или против. И помеѓу нашата коалиција има одредени пратеници кои што имаат различни мислења по различни предложени нацрти измени за Уставот. Но сето тоа, да си има аргументи за или против, е прашање на одговорност, која што ја носиме пред граѓаните и пред овој законодавен дом. За жал, пратениците од Социјалдемократскиот сојуз не учествуваат на оваа расправа и тоа е прашање на неодговорност. Да менувавме светилки во Собранието на Република Македонија, ќе го разберев нивното отсуство. Но бидејќи менуваме Устав, мислам дека нивното отсуство е прашање на тотална несериозност и некоординираност во раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Сметам дека СДСМ веројатно се води по парадигмата дека молчењето е злато, некои велат дека молчењето е одобрување, но молчењето по однос на измените во Уставот е политичка несериозност. Некои велат дека Уставот се менува во секое време, но не се менува во невреме. Република Македонија најсуштинските уставни измени, за жал, ги направи во такви невремења. 1992 година, кога бевме под еднострано трговско ембарго, под силен притисок од Грција, направивме одредени измени уставни, кои што суштински променија некои работи. 2001 до 2003 година, како резултат на војниот конфликт и меѓународниот притисок, исто така направивме уставни измени во едно такво невреме. Денес не живееме во невреме, туку денес живееме во време кога треба да размислуваме за уставни измени, иницијативи кои што можат да ни создадат услови за постабилен, понапреден, попродуктивен устав и сите да учествуваме со своите расправи по однос на овие иницијативи. Прво ќе се осврнам на уставната жалба. Она што го објасни министерот за правда, сметам дека е сосема основано. Уставната жалба ќе представува посебен правен лек во надлежноста на Уставниот суд. Оваа уставна жалба ќе треба да представува и преточување на Европската конвенција за човекови права во правниот систем на Република Македонија. Тоа значи дека таа ќе биде алатка на располагање на секој граѓанин кој смета дека со поединечни или со општи акти од носители на јавни функции, функционери, институции или други установи им се повредени одредени нивни основни човекови права или слободи. Уставната жалба како правен лек ќе може да се ползува само ако претходно се исцрпени сите правно заштитни механизми. Оваа уставна жалба и незиното воведување од 2017 година очекувам да ја зголеми соработката помеѓу Уставниот суд на Република Македонија и Судот за човекови права во Страсбург, да ја усогласи дополнително праксата на нашиот Уставен суд и другите инстанции пред Уставниот суд и Уставната жалба со праксата на Судот за човекови права во Страсбург и со самото тоа да ги намали поплаките, жалбите и обраќањата на граѓани на Република Македонија до судот во Страсбург. Уставниот суд до 2017 година ценам дека има време да се подготви според своите кадровски потреби да одговори ефикасно на оваа нова надлежност која би требало да се предвиди. Второ, составот на Судскиот совет. До сега Советот има 15 членови, од кои што 5 се избрани од Собранието на Република Македонија,
3 по избор на Комисијата за избор и именување, 2 по избор на председателот по предлог на председателот на Републиката, 2 членови се по функција, додека само 8 членови во овој момент се одредот на судиите избрани на непосредни тајни избори, како членови во Судскиот совет. И досега препораката на ГРЕКО и на други меѓународни установи кои што се занимаваат со ефикасност и независноста на судството, беше да се зголеми бројот на членови на Судскиот совет, односно да се намали бројот на оние кои што членуваат по функција. Досега тоа беше министерот за правда и председателот на Врховниот суд. Со измените, на местото на овие 2 членови по функција, ќе имаме 2 нови судии избрани на непосредни и тајни избори од редот на судовите. Со овие измени значи дека ќе имаме 2/3 судии кои се избрани на непосредни избори од страна на судиите и 5 членови во Судскиот совет, односно 1/3 кои што ќе бидат избрани од собранието по предлог на Комисијата за избор и именување и по предлог на председателот на државата. Сметам дека со ваквите измени ќе постигнеме поголема независност и поголема самостојност на Судскиот совет, а со самото тоа и на судската фела и судството во целина. Третата измена, која што сметам дека треба да биде напомената и за која што збореа и моите колеги претходно, се воведувањето на високите фискални правила. Фискалните правила, односно нивното непочитување во некои држави, видовме дека ги донесе тие држави на работ на банкрот и ги фрли во една тешка должничка криза. Такво беше случајот со соседна Грција, со Португалија, со Шпанија, со Ирска и со многу други земји. Преточувањето на нормите од спогодбата за фискалната стабилност на Европската Унија во Уставот на Република Македонија ќе представува еден силен знак дека Република Македонија дури и пред членството во Европската Унија е спремна да ги следи највисоките правила кои што во моментов се и најактуелни во Европската Унија. Границата за буџетскиот дефицит ќе биде најмногу до 3% од бруто домашниот производ, а горната граница за јавниот долг ќе биде најмногу до 60% од бруто домашниот производ. Македонија со ваквите измени во Уставот ќе покаже голема фискална одговорност, ќе покаже спремност за буџетска дисциплина, спремност да ги примени на високите норми на ЕУ и подготвеност секоја политичка гарнитура ефикасно да управува со јавните финанси. Следната измена на која што кратко ќе се озврнам е дефинирањето на бракот во Уставот како заедница на еден маж и една жена. Сметам дека со оваа дефиниција се заштитува семејството како основна клетка на нашето општество и се става во највисокиот општествено правен акт во Уставот. Со тоа се заштитуваат и се зацврстуваат и родителските права, а со самото тоа се заштитуваат и промовираат правата на детето. И како што било запишано порано во Библијата, така и денес, бракот е предвиден како заедница на Адам и Ева, а не е на Адам и на Стеван. Така ќе биде предвидено и во Република Македонија и со овие уставни измени сметам дека само ќе ја потврдиме традицијата, но и законодавната пракса која што постои во Полска, и во Литванија, и во Латвија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Словачка и во многу други земји. На крајот сакам да кажам неколку работи за она што може би е најново за нас како држава, најмалку познато и за кое што и Министерството за правда и Министерството за финансии ќе треба да ни дадат дополнителни аргументи и објаснувања, а тоа е воведување на уставни норми за создавање на услови за формирање на меѓународна финансиска зона. Не се согласувам со одредени пратеници кои кажаа дека вакви меѓународни финансиски зони се непознатица во Европската Унија, бидејќи истите во одредени форми ги има во Луксембург и во Малта. Истите во одредени форми ги има и во Кралството Холандија. Не е земја членка на ЕУ, но има многу усогласено законодавство со нив, Швајцарија, и ова е земја во која што има форми и законодавство кое што утврдува создавање на меѓународни финансиски зони.
Има и други земји во светот, како Обединетите Арапски Емирати, со најпознатата меѓународна финансиска зона во Дубај, меѓународната финансиска зона во Сингапур, а исто така искуство и во Хонг Конг, како еден посебен административен дел од Народна Република Кина. Сметам дека ова уставна измена би требало да овозможи формирање на меѓународна финансиска зона во која што ќе важат посебни финансиски даночни правила и норми, но истите треба да бидат усогласени според највисоките меѓународни стандарди. Целта би била оправдана доколку формирањето на ваквата меѓународна финансиска зона значи основа за привлекување на инвестициски фондови, основа за привлекување на меѓународни осигурителни компании, привлекување на меѓународни инвестициони банки и привлекување на меѓународни компании за сметководствени услуги. Меѓународната финансиска зона очекувам да не може да работи платен промет во Република Македонија, односно истата да има можности да работи меѓународен платен промет помеѓу различни корпорации, банки, осигурителни компании. Очекувам целта на овие уставни измени и формирањето на ова меѓународна финансиска зона да биде истата не да стане македонски, туку да стане регионален центар за нудење на финансиски услуги. И во секој случај, она што би било препорака, барем од денешната дискусија, е да се погледаат функционирањата на претходно споменатите финансиски зони, кои имаат меѓународен рейтинг, и да се види кое право би било најапликативно за формирање и функционирање на една ваква меѓународна финансиска зона. Според мене тоа би биле правилата кои што досега најчесто се применувани според британското право. На другите точки не би се осврнувал, бидејќи беа споменати претходно од моите колеги пратеници. Само ќе кажам дека оваа иницијатива за уставни измени заслужува големо внимание. Ова иницијатива за уставни измени е со цел на секој граѓанин на Република Македонија, без разлика на неговата политичка, социјална, етничка, верска, образовна или друга припадност, да му се овозможат подобри услови и повисоки стандарди за функционирање и унапредување на Република Македонија во целина. Благодарам многу.